А ние продолжуваме понатаму, како што знаете, еве и јас бев зафатена од еден вирус, не бев дури во состојба да доаѓам ниту на работа неколку денови, меѓутоа тоа е тоа, нели луѓе сме, знае да се случи и такво нешто. И сега ќе поразговараме токму на таа тема, бидејќи секогаш во однос на кога станува збор за настинките и гриповите, па некако најризична група се старите луѓе и децата. Токму ќе поразговараме во студиото со доктор Тања Јованова, педијатар, која што ќе ни каже поконкретно всушност зошто настануваат настинките, зошто настанува грипот, зошто можеби и децата се една од најризичните групи. Прво да започнеме од прашањето. Некако зимскиот период секогаш асоцира на настинки или на грипови. Зошто токму зимскиот период е причината за да ова биде зголемена? Најнапред јас да ги поздравам гледачите на Македонска радио телевизија и пред да го почнеме нашиот разговор токму за зимскиот период, сакам да кажам дека тоа се инфекции кои што се јавуваат во било кој период од годината, значи во текот на целата година, не само во овој период. Меѓутоа, сепак тоа се најчести инфекции во период на премин од есен во зима и овој период трае се до почетокот на рана пролет. Така. Зошто токму во овој период тие се најчести, тоа е поврзано со пониските надворешни температури, поготово поголемите дневно-ноќни температурни разлики, пониските температури во утрински и вечерни часови и повисоките во текот на денот. Понатаму пониската природна отпорност на организмот во постудените месеци, како и предстојот подолго времен престој во затворени простори кои што се слабо проветрени, каде што воздухот е сув и загушлив, каде што има брзо можност за ширење на инфекциите, тоа се градинките, училиштата, работните колективи, средствата за јавен превоз, кината и така натаму. Затоа во овој период инфекциите на дишните патишта и органи се почести. Кои се главните причинители за овие инфекции, за настанувањето на грипот? Инфекциите на дишните патишта и органи можат да бидат предизвикани од вируси и бактерии и атипични микроорганизми, значи оние кои што имаат карактеристики и на вируси и на бактерии, меѓутоа во 80% од случаевите се работи за акутни вирусни инфекции, при што постојат повеќе од 200 различни причинители на овие инфекции, почнувајќи од причинителите на обичната настинка, риновируси, реовируси, коронавируси, аденовирусна инфекција, грипот, парагрипот и така натаму. Која е клиничката слика на овие инфекции? Постои ли разлика конечно да кажеме помеѓу онаа настинка што ја нарекуваме и грипот? Клиничката презентација зависи од типот на вирусот и од природната отпорност на организмот. Во клиничката слика можат да се разликуваат две групи на симптоми, значи симптоми на воспалението на горниот дел од дишното стебло, значи затнато носе, носна секреција, кијавица, солзање на очите, печење, гребење во грлото, кашлица, болка зад кратната коска, зарипнатост и симптоми на еден општ инфективен синдром, значи со треска, покачна температура, главоболка, малаксалост, губиток на апетитот, чувство дека ве боли секоја куска и мускулче, така е. Што сепак зависи од типот на вирусот и од природната отпорност на организмот. Конкретно за разликата меѓу една обична настинка и грипозна инфекција, обичната настинка доминираат симптоми на воспалевијата носето, без или лесно зголемена телесна температура, симптомите поминуваат спонтано за 7 до 10 дена со ретка појава на компликации. Значи нема нарушување на општата состојба на организмот за разлика од една грипозна инфекција која што во самиот почеток почнува како потешко заболување со високи температури, трески, болки во мускулите, коските, зглобовите, сува, надразнителна кашлица, без да има многу изразетни симптоми на воспалетијата носот. Така, многу често знае да се случи после една таква инфекција, после еден таков грип, последиците да се носат подолго време. Да речеме, ако симптомите завршиле после некои десетина дена, последиците може да траат и до месец дена од после. Односно, дали може да настанат еве некакви компликации и кои се тие компликации? Компликациите можат да настанат кај овие вирусни инфекции
Тоа се обично компликации, воспалителни процеси на синусите, на средното уво, на грлотот, на дишното стебло, значи бронхите, белодробниот паренхим. За среќа поретки компликации се воспалитет на мозочните обивки, срцевиот мускул, мозочната маса, кои што се јавува како би можеле да ги препознаат родителите тие компликации, најчесто ако после 4 до 5 дена од почетокот на болеста не дојде до подобрување на симптомите, или после почетен пат на температурата и подобрување на првичните симптоми, следи повторен скок на температурата и возвраќање на симптомите, заматување на секрецијата. Во почетокот таа е бистра, проодзетна, потоа станува жолто-зелена, влошувањето на кашлицата, сето тоа се веќе манифестации кои што сугерираат алармантни, дека треба да се реагира. На можна компликација. Компликациите се почести кај помалите деца, што е во врска со незрелост на имунолошкиот систем, понатаму подхранените деца, слабокрвни, рахитични деца, имунодефициентни состојби, хронични болни постарите лица и така натаму. Така. Многу често, за жал би рекла, и не би сакала тоа да го кажем, меѓутоа еве еден апел до родителите, всушност, многу често зимаат лекови на своја рака и многу често тоа се антибиотици и така натаму. Можете ли вие конечно да ни кажете што е тоа што всушност ќе го излечи вирусот и дали антибиотиците конкретно помагаат? Антибиотиците остануваат без ефект во лекувањето на вирусни инфекции. Лекувањето на истите е симптоматско, значи треба да се превземат мерки и постапки за да се олеснат симптомите. Болеста поменува спонтанно, тоа се само лимитирачки инфекции, за што треба време. Тоа што треба да направат родителите, значи како можат да му помогнат дома на детето, додека инфекцијата не помене спонтано само по себе, да едуцирани, значи обучени од својот педијатар, со претходно направена консултација, нели, можат се препорачува во деновите со покачна температура да го зголемат внесот на течности во облик на супа, чај, сокчиња или пак ако се работи за доенче да се става почесто награда да цица повеќе со цел да се спречи една дехидратација, да се намалува зголемената температура, ладење, туширање со млака вода или масажа на телото со крпи натопени во млака вода. Ако температурата е повисока веќе од 38 степени, која што го нарушува комфорот на детето, го нарушува сонот на детето, се препорачуваат сирупи за снижување на температурата од парацетамолски. Се далерони, парацетамоли, така. За да се олесни дишењето и хранењето, да се чистат носните ходници од секој тоалета, да се направи со физиолошки раствор или кај при поголема обструкцијата носето, кај поголемите деца може да се користат деконгестиви во облик на спреј и капки, да се навлажни лигавицата и да се чисти секретот од горниот дел од тиштото стебло, се препорачува инхалација со физиолошки раствор, ето тоа да престојува во сува просторија, проветрена, температурата да биде од 20 до 22 степени, облечена во лесна памучна облека. Тоа се генерално оние постапки кои што можат да ги превземат за да се олеснат симптомите, при што антибиотиците, оние лекови за смирувањето на кашлица, за разводетнувањето на секретот, понатамо за бронходилататори, да не ги користат на своја рака. Така. Сето тоа да биде во консултација со личниот педијатар. Добро, кажете ми, еве рековте проветрени простори и така натаму. За жал сведоци сме на едно живење во конкретно во градот Скопје кое што навистина не нуди квалитетен живот во однос на воздухот кој што го дишаме. Колку аерозагадувањето всушност делува на еве и на овие инфекции и на поминувањето, односно непоминувањето на овие инфекции? Аерозагадувачите делуваат навистина иритативно на лигавицата од дишните патишни органи. Тоа е еден органски систем кој што е прв на удар, отворен систем. Исто така долготрејната изложеност до ветровото оштетување на лигавицата, при што таа станува попропуслива, значи за причинителите на инфекции, како и за алергените, така да може и причинителите да навлезат во подлабоките слоеви, да се предизвика еден воспалителен процес кој што е многу со појак интензитет и можноста за појавата на компликација е многу поголема.
Или од друга страна, пак ако се работи за индивидуа која што со себе има генетска предиспозиција за некакво алергиско заболување да настане будење на оваа предиспозиција и почеток на манифестација на алергиската болест, како и најмногу влошување на хроничните болести, астматско заболување, хроничен бронхит, хронична обструктивна болест. Затоа во овие периоди, значи кога концентрацијата на аерозагадувачите ги надминува дозволените граници и не се препорачува проветрување на просториите, нити пак непотребно излегување во надворешна средина. Дечињата надвор, така. И уште да завршиме со тоа, каква превенција всушност да направат и самите родители, а и нели оние дечиња кои што се заболени од вирус, од инфекција, превентивно како да работат? Првиот во превенцијата е сепак оваа сезона да се дочека, да ја дочекаме поспремни, значи да се превземат мерки и постапки за да се подобри природната одбрамбена способност на организмот, а тоа значи една правилна и здрава исхрана, една балансирана храна по квалитет и по квантитет, богата со витамини и минерали, понатаму прошетки на свеж воздух, одмор на организмот, доволно спиење и така натаму. Кога веќе ќе почне оваа сезона, да се избегнува предстојот на јавни места, значи во исто време каде што има многу гужва, така. Има повеќе луѓе, бидејќи тогаш е возможен контакт на здраво со инфицирано лице и брзо ширење на инфекциите, или пак ако овој контакт е неизбежен, например член од семејството е болен од некоја вирусна инфекција, потребно е да се носат заштитни маски, значи да се затворат природните, да се покријат природните отвори, носниците и устата со заштитна маска, да се покриваат природните отвори со хартија и марамчиња за време на кивање, на кашлење, истите да се фрлат во корпа за ѓубре, не да биде тоа со рака, па понатаму пак тие да се пренесуваат, да се хигиената да бидат на високо ниво, значи редовно меѓето на рацете, дезинфекцијата на вратите, на кваките, на инвентарот. Така. Мислам дека добивме убав и исцрпен одговор на сите наши прашања. Доктор Тања Јованова беше тоа, педијатар од Систина. Ви благодарам уште еднаш многу на присуството во Македонија наутро. Се надевам дека ќе се видиме во некоја скора наредна прилика. Благодарам на поканата. Нема на што.